Сакате ли да бидете здрави и убави? Одговорот сигурно е да. Во Библијата постои еден прекрасен рецепт кој ни обезбедува духовно здравје и убавина, а тој е рецептот на блаженствата. Една од најчесто повторуваните фрази на денешнината е да се биде здрав. Насекаде слушаме за тоа како да постигнеме добро физичко здравје, да имаме избалансирана исхрана, редовно да вежбаме, доволно да спиеме. Исто така рекламите ни прикажуваат луѓе со здрав изглед и ние се стремиме да бидеме како нив. Често размислуваме за здравјето во физичка смисла, меѓутоа забораваме или ја занемаруваме нашата духовна состојба. Иако сме насочени само на физичкиот изглед, нашите напори се безвредни. Нам ни е потребно да го негуваме и нашиот духовен живот. Во својата проповед на гората на блаженствата, Исус ни дава еден од најголемите рецепти за да уживаме духовно здравје и убавина. Здравје се кротките, тие ќе ја наследат земјата. Во блаженствата постои развојна линија на христијанското искуство. Оние кои почувствувале дека Христос им е потребен, оние кои плачеле поради своите гревови и минале во школата на страдањата заедно со Христос, тие од Божествениот учител ќе научат да бидат кротки и мирни. Доблеста, неправдата да се поднесува кротко и благо, не ја ценеле ниту незнабожците, ниту евреите. Изјавата што Мојсей, вдахнат од Светиот Дух, ја дал за себе, дека е најкроткиот човек на земјата, народот во тоа време не ја сметал како пофалба. Таа поправо предизвикувала сожалување или презир, но Исус кротоста ја прогласува за една од најважните особини за влез во Небесното царство. Божествената убавина, нова драгоцена доблест се открила во неговиот живот и карактер. Кротоста подразбира да бидеме ослободени од горделивоста и себичноста. Кога Христос живел на оваа земја, тој ги почитувал и ги сакал другите луѓе. Никогаш не мислел дека е подобар од нив. Наместо тоа, тој им служил на сите кои биле околу него. Самолюбието го уништува нашиот мир. Додека во нас живее нашата себична природа, ние сме постојано подготвени да ја браниме од понижувањата и навредите, но кога нашето јас е мртво и нашиот живот е скриен со Христа во Бога, тогаш нема да не ранува тоа омаловажување и подценување. Ќе бидеме глуви за озборувањата и слепи за подбивањата и навредите. Љубовта е великодушна, полна со добрина. Љубовта не завидува, не се превознесува, не е горделива, не е непристојна, не бара свое, не се срди, не памти зло, не се радува на неправдата, туку се радува на вестината. Се покрива, во се верува, на се надева, се поднесува. Љубовта никогаш не пропаѓа. Кротките ќе ја наследат земјата. Гревот дошол на овој свет токму поради желбата за самовозвишување и така нашите прародители ја изгубиле власта над оваа прекрасна земја. Со самооткажувањето, Христос го откупил она што било загубено. Тој кажува дека и ние треба да победиме како што победил тој. Негувајќи понизност и самооткажување, ние можеме да станеме почитувани пријатели, негови сонаследници, кога кротките ќе ја наследат земјата. Земјата што им е ветена на кротките, нема да биде слична на оваа, затемнета со сенка на смртта и проклетството. Но ние според неговото ветување очекуваме ново небо и нова земја на кој ќе се всели правда, кажува апостол Јован. И нема веќе да има никакво проклетство. Преслот на Бога и на јагнето ќе биде во градот, неговите слуги ќе му служат. Кога ние се ослободуваме од самобендистаноста, суетноста и вообразоноста, ние навистина можеме да бидеме поблиску до Господа. Здрави се кротките, тие ќе ја наследат земјата.